Прилепчани се понезадоволни од досегашниот учинок на власта како на централно, така и на локално ниво. Се жалаат дека животот им станал многу поскап, дека пензиите оделе надолу, дека немало ништо од бројните ветувања за зголемувањето на платите, за бесплатното здравство, за заздравувањето на економијата, за стопирањето на иселувањето, како и тоа дека во градот под Марковите кули во последниве 2 години не била закована ниту една шајка. Ништо не сум задоволен. Ништо. Зошто? Што има на нула сме. На нула. Зошто на пензионерите му кина? Нивните само министери не му дава по 8.000. Зошто? Ние не треба да живееме. И ние сме народ. Се подкрева скапијата. Еве водава овде градоначалник рече, јас ако дојдам нема рече да се крени водава. А тој дојде обратно го направи. Направено нема ништо од како е ова власт, направено во Прилеп нема ништо. Како да речеш, порно не е. Порно не е. Полошо е, за порно не. Неким баш на 11 внуче отиде Германија. Значи не сум задоволен со редоследов, со запослувањево, со личново примање. Ето имам синови невработени. Не сум задоволен да ви кажам право, искрено. Скапотијата е премногу. За оние што зема 7, 8 илјади и 10. Скапо е, се е поскапено. Се е поскапено. Вистина со 12.000 пензија не се купува ништо. Ништо не е сработено, нека се живи здраво. Од друга страна, пак во овој предизборен кампањски меѓупростор, локалните власти како да се разбудија од летаргијата и тргнаа за прв пат во овие 2 години во невидена интензивна градежна офанзива, крпејќи дупки, асфалтирајќи краци од улички и обележувајќи сообраќајници. Имаме 3 краци на потегот меѓу Истерска и Мечкин камен. Тие се тампонира моментално и истите се спремаат за асфалт. Должината на улиците е од 200 метра до 300, тоа се 3 краци. На слабиот досегашен учинок на локалните власти, освен граѓаните, постојано реагираат и од опозицијската страна. Ги нема 600 километри автопат. Нема нов клинички центар. Нема 500 евра најниска плата за обичните граѓани. Се што ветија, се е лага. Веројатно заради сето ова, при првиот круг од претседателските избори Прилеп беше меѓу општините со најголема излезност од близу 57% и кога поголемата доверба од граѓаните ја доби Гордана Силјановска-Давкова со освоени 17.239 гласа, наспроти 17.101 глас за Стево Пендаровски, што е своевиден дебакал за владеачката партија, ако се има предвид фактот дека на последните локални избори нивниот кандидат за градоначалник доби 23.398 гласа, што значи дека се стопиле дури 6.000 гласа. Револтот на прилепчани особено се зголеми по последните најави за наводната идна чистка во СДСМ, па пред локалната самоуправа осамнаа метли со фотографии од локалните функционери.